Михаил Гаревски, човекот кој е задолжен да ја направи анализата за состојбата на мостот Беласица, градежен инженер, поранешен директор на ИЗИС и сега човек кој што го раководи Институтот за сизмички отпорни градби и климатски промени. Ова добро го кажав. Велам добре дојдовте. Па добро е, само да дополнам, иако не е тоа толку важно, понекогаш се испушта, бидејќи ја не инсистирам. Практично, јас сум професор доктор, а имам докторирано во Велика Британија негде уште 87 Вашиот фак се, ако не се лажам, мостовите. Па, главната специјалност ми е земјотресно инженерство. Докторирав на кабли со коси затеги, кои што се сега, да речеме, едни од најпопуларните заради својата естетика во светот. Тоа е еден вид на надворешно преднапрегање на конструкцијата. Бев едитор на една книга за health мониторинг на конструкциите, односно за мониторирање под наводници на здравјето на конструкциите, бидејќи тие не се живи битија, но сепак... Ова кога ќе го кажете на лајк, може би вака звучи... Много е тешко на македонски да се преведе. Така. Значи, негде пред 6-7 години бев едитор на една книга за health мониторинг на инженерските конструкции и беа собрани книгата наставна, сега ќе одиме малку експерти. на практиката. Така, најголемите експерти по однос на мониторирање на конструкции, тоа е важно бидејќи на некој начин и овој мост се мониторира. Има поврзана скоп. Затоа и го спомнав, инаку не би го спомнал. Ангажиран сте од град Скопје. Да. Така, да ја вршите оваа анализа, експертиза на мостот Беласица, Да. кој што беше опожарен минатиот месец. Ајде децидни да бидеме, докаде сте со експертизата, професоре? Па значи, испитувањата практично се завршени. Готово. Имаме уште едно, мада тоа нема да смени многу, најсовремено лазерско скенирање на мостот од аспект на добивање на континуирани геодетски резултати на деформацијата на мостот. Што значи тоа поточно лазерско? Што тоа може да пазите, покаже? Затоа што велите дека е последен чекор кон довршување на таа експертиза. Тоа е последен чекор што може да покаже. Градот стандардно прави геодетска оскултација на мостот, која што е направена 2020 и тоа е добро во април. Имавме, јас ги задолжив одма после добивањето на експертизата градот да направи повторна геодетска оскултација на мостот и таа беше направена одма практично после моето ангажирање за 1 до 2 дена и таа геодетска оскултација е направена и едни од параметрите кои што ни укажува дека сепак на мостот не му требаат главни зајакнувања е токму тоа што големи разлики помеѓу оскултацијата од 2020 и оскултацијата што е направена сега во деформациите на мостот нема, практично да не речам разликата е у делови од милиметар, а да биде комплетно, да речеме да нема никаква разлика, скоро е неможно поради точноста на геодетските инструменти, но и поради температурата. Значи, што значи тоа? Колку е потопло, колку е по... Конструкцијата дише, health мониторинг, дише конструкцијата, кога е потопло, таа се шири, кога е по-студено, а тогаш геодетите имаат информирано дека 5 степени била 2020 година, сега беше негде околу 15 степени, но тие се одлично поклапаат резултатите, но тие се у одредени дискретни точки, да речеме 10 на 15. Со ова лазерско тродимenzionално скенирање на мостот, кој што ќе биде у тек сега денојве, ќе се добие континуитет на поместувањата. Инаку практично ова и не е потребно, но потребно е за понатамошното пробно товарење, бидејќи лазерски ќе се мониторира мостот кога ќе се донесат камионите кои што ќе... Камионите се носат на лице место и се прави тој тест, тоа е стандардна процедура кога се отварат мостовите. Ова може и да и најчесто се прави и кога
е мостот, да речеме, на некој начин постои некој ризик од оштетување или слично. Добро, до кога можеме да ја чекаме експертизата? Ќе биде оваа недела, ќе биде следната година, ќе биде следната недела? Па сега пазите. Сега се шпекулира со тие датуми и после тоа следи прашањето. Ама пазите, значи јас навистина бидејќи ќе читам кој што напишал медиумите, па многу информации, различни ставови, различни за 20 дена, проценки. па еве сега поминало месец дена. Значи отприлike негде месец дена од кога беше мостото пожарен. Ја негде после 10 дена, да речеме, оваа градоначалничката ме побарал да направам експертиза, така да јас сум сега негде од тие 20 дена. И се надевам, иако велам, просто немам време да ги допишам и да ги коментирам резултатите, работа ми до 10-11 ноќе, бидејќи еве дече читам од вестници кој што кажал, еве меканите и на телевизија не сакам да одбијам. Значи еве конкретно експертизата ќе биде најверојатно во понеделник, ајде да кажеме среда сречно, и тоа ништо нема да менува, бидејќи однапред е јасно дека ќе биде напишано дека според нашите анализи практично не треба зајакнување на мостот, но како што кажува многу пати, па дури како што кажа градоначалничката, ќе треба известно рефреширање, односно лесна санација на мостот, а тоа што значи? Тоа значи дека најголемите оштетувања... Арсовска кажа козметичко рефреширање. Козметичко Кај рефреширање... лајко тоа звучи така, малку нешто, некој мал пазите. зафат. Ама вие велите санација. Вашите колеги ќе ве поправат и ќе речат дека можеби малку и не сте сериозен кога ги давате овие изјави, велат потребно е значи длабинско испитување и конкретни зафати. Јас не се Каде да се разбирам најде од такво средината? длабинско испитување, значи морам повторно да се вратам на тоа кој што континуирано Да, ве побиваат со тие изјави и така. Па, секолку се обидуваат да ве испровоцираат ли, што е тоа пропаганда ли е? Пазите. Како ќе го наречете, не знам. Значи, главната работа е проценка на каблите, дали е дојдено до нивна релаксација. Некои од колегите велат дека е можна таква проценка на каблите. Јас велам дека во светот постојат можда десетина методи, но ниту една не е внесена во протокол. Зашто? Бидејќи постојат многу неточности и најчесно од овие методи има два типа на такви методи. Една е деструктивна метода, втората е недеструктивна метода. Као овој тип на пренапрегање, односно така наречено после пренапрегање, постенжен, не е можно деструктивно одредување на силите во каблите, а генерално ниту таа као сега нова метода, така наречено исто ова рентгенско снимање, е повторно во повој. Има само неколку статии и направени се некои лабораториски испитувања за овој тип на метода за одредување на силите во каблите, но повторно се јавуваат одредени проблеми, бидека они на повеќе жици се уште не можат да ги одредат силите во каблите. Тоа е првата работа. Втората работа, вие не можете да знаете, а и колегите нека ми кажат кој кабел треба да го испитувам, дали е доволно напрегнат или не е преднапрегнат или е релаксиран. Така да, практично, имам погледано најмалку 20 извештаја од слични инспекции и ги користам нивните протоколи. Не постои практично на некој начин, не сум видел тие извештаи дека се направени некои вакви испитувања за да се одредат силите на каблите, особено на овој тип на кабли, каде што кабелот е сместен во еден вид цевка туба, која што понатака се
се исполнува заради заштита од корозија на самото преднапрегање и не може да се стигне до него. Има некои деструктивни, ги велат, методи каде што се засечува како пила на одреден дел во близината на кабелот и доаѓа до некоја релаксација или се буши некој со бургија, се стига до кабелот, но се уште тие методи не се доволно поуздани. Дали ќе биде релевантна снимката од дрон? Јас така разбрав. Деновиве имаше нели и такви изјави и такви информации дека до оние места каде што немате пристап за испитување, за истражување на да речеме оштетувањето на мостот, ќе се врши тоа дронско снимање или на кабли или не знам како. Не може да се врши дронско да се повикате на таквите. Пазите. Значи, јас знам што изјавувам, а тоа што е напишано, пренесено. Тоа е различна интерпретација на шминкано и слични работи. Значи, ја не можам да ги одредам каблите со дрон. За среќа, каблите не се разголени. Ако каблите беа разгорени, ќе ги лоцирав и со дрон. Значи, со дрон е извршено обично фотографирање, како што е направено на овие два дела, каде што е достапно. Ние уште првиот ден земавме дрон, бидејќи се знае во централниот дел поради оштетување на вагонетките не може да се пристапи. Не може да се пристапи. Ке беше уште полесно да можеше со дрон да се иде токму по цевките. Побаво ке снимите фотографии со дрон, тоа е на некој начин и стандардна процедура за мостови во светот, каде што имаме високи мостови, каде што не може да се дојде со скела, апсолутно со дрон се работи. Дронот ќе дојде на пола метар од оштетениот дел и ќе го снимите. Сега овде и со дронот дури има пречка, ние бочно ги снимавме, но го имаме целиот преглед на овие, да кажам, оштетување што се кај мостот и по вадењето на цевките, кои што континуирано инсистирам, инаку не може да се направи тоа рефреширање, не може да се направи по вадењето на цевките. Ке имаме и друг увид кој ќе може да пристапине, има на две места отпаѓање малце на заштитниот бетон, но до меката, глатката арматура, која што не е носив елемент во конструкцијата, за среќа не се гледаат каблите. Ако каблите се гледаат, ќе беше малце покомпликувана ситуацијата и тогаш класификацијата на оштетувањето на мостот ќе беше средно оштетен. Како е сега класификацијата? Сега е лесно оштетен. Сега е да, баш така, но ако има некоја градација, лесно оштетен мост кој што се приблизува кон почетокот на, да речеме, класификација на средно оштетен. Од кој аспект го кажам тоа? Има големо отпаѓање на заштитниот бетон, можеби 70% по должината на оваа плоча, која што не е на некој начин носив елемент. И токму поради голем тој, како го вика, спанинг на енглески, не знам точен превод, може да се каже дека се приближува накај повеќе оштетен, но сепак тоа класификацијата која ќе ја дајдеме ќе биде лесно оштетен мост. Зашто? Бидејќи нигде не успеавме да видиме откриени кабли на преднапрегање кои што ја носат конструкцијата. Ризикот е многу поголем кога каблите се откриени, тоа значи дека тие не биле, бидејќи бетонот е прекрасен изолатор и затоа се знае дека многу постојани се конструкциите на пожар од бетонот колку од челичните конструкции. Бетонот ги штити овие кабли на преднапрегање, но ако, да речеме, бетонот е отпаднат и тие се гледаат, тогаш сигурно дека ризикот е многу поголем и тоа значи дека можеби и дошла температура поголема од 200 степени во самите кабли, бидејќи после 200 степени
каблите за пренаврекување почнуваат да ги губат своите јакосни карактеристики, иако негде до 200 и малку повеќе, тие карактеристики на губење не се толку големи. Се На договоривте 400 веќе е ризично и доаѓа до губење и до 50% од јакосните Се договоривте ли карактеристики, со ЕСМ кога како тие ќе ги преземат нивните чекори за отстранување на цевките кои што ги барате за да има следен чекор од ваша страна, следна активност? Пазите, веќе санацијата не е мој дел. Јас, бидејќи на вистина во интерес на граѓаните, во интерес на градот, јас на некој начин ургирав кај градоначалничката и она ги свика, уште мислам вториот ден од кога се договоривме. Значи, веќе тоа не е моја задача, но ја постојано апелирам дека... Чија задача е сега санацијата, затоа што... Па се, тоа е на градот, не ја давам Ваша експертизата сега? Па да, толку, ја не можам да идам и да то третирам со бетон, знаете. Не, да си ги појасниме работите, да нема недоследности, да нема значи, погрешни јас повторно изјави. ќе потенцирам. Значи, колегите велат, постојат лаборатории во светот. И околу тоа, кога сме кај лабораториите, прашуваат каде ги вршите истражувањата, дали гаревски тезгари со, да речеме, овој проект сега, дали му дојде како кец на десетка, што би се рекло народски. Па дури имаше прозивка од деканот на Градежен, ако не се лажам, дека институциите се лежерни, а работата е сериозна. Како вие ќе ги процените сите овие случувања, изјави? Па жалосно е да се каже. Гаревски не тезгари... Ама треба да си кажете. Ама еве ќе ви кажам, гаревски не тезгари. Они се обидуваа да тезгарат. Ја не знам зашто медиумите ние не се научивме дека наука не постои државна и приватна, потенцираат приватникот гаревски. Науката е една. Со тоа што е разликата? Овие колеги од државните институции, тие се платени од државата да тераат и наука. Но они тезгарат. Значи, овој проект, ако го добиева, они приватно ќе си го земеат. Значи, јас не тезгарам, бидејќи донации кај приватните институции во нашата држава нема. За разлика, потенцирам, еве, неколку пати спомнам, мислам дека и во оваа емисија, проректорот на Хјустонскиот универзитет ми е добар пријател, 50.000 студенти, и требаше да го поканам овде, па велам ке најдам карта, че да ти ја платам да доеш да одржиш До таму е дојдено? Не. Колегата ме рече, професоре Гаревски, милиарда долари само Хјустонскиот универзитет има донација за истражување. А вие ми зборувате за карта. Да. Така да јас не е то тезгарење, јас покрај другото работам и наука и моето главно фокусирање на европските проекти и веќе имам дадено еден потенцирав европски проект кој е на евалуација, каде што јас како научно-истражувачки институт, ако се добие проектот, ќе треба да бидам координатор на 6 држави и вклучувајќи го, значи партнер ќе ме биде. Јас ќе го координирам проектот, а како партнери ќе ме биде и Метрополитен Истанбул општината и уште неколку универзитети. Универзитетот во Љубљана, универзитетот во Осијек и универзитетот во Бугарија. И во проектот ќе учествува и Албанската асоциација по земјотресно инженерство. Значи, тоа е чиста наука, која што морам да финансирам преку еве што е модерно апликација во индустријата, односно оваа експертиза што ја правам. Имаме ли ние добро стоечки лаборатории и за да инструменти? можам, значи, пазите, ние не сме лаборатории, она што е потребно го имаме. Инаку, богатите држави денеска има достапност на литературата. Порано и немаше. Денеска преку Google не постои нешто што не можете да го најдете. Ние не сме толку многу богата држава
и јас не би ни финансирал да водам некоја политика во науката, не би финансирал лабораториите ќе ги оставиме на побогатите, а ќе ги користиме нивните штампани резултати. Во моментот, значи, се што е поднос на однесувањето на каблите, однесувањето на бетонот поднос на високи температури, го има достапно во литературата, ги има достапно сите тие статии, така да сосема е доволно, ниту па има потреба за некакви додатни истражувања поднос на температурата. Проблемот е и овдека што се јавува, а што за жал не ќе може да се знае точно. Едно се знае дека сепак пожарот не е хидрокарбонски, кој што е најопасен пожар, кој што развија температури кои што долго траат над 1000 степени. Овој мора да се класифицира како... Значи, во сета несреќа и среќа? Па, е среќа, да, и друга, значи, оштетувањето на мостот и каблите зависи највеќе од високата температура и траењето на пожарот. Сега, некој известување има дека пожарот траел 4 сата. Ако толку траел, тогаш е многу лошо. Но, понешто го гледаме ние манифестациите и сите тие работи, но јас зборував и со главниот раководител за кој што беше задолжен за пожарот, он рече дека пожарот сепак не трел поише од пола сат. Ајде, јас му реков, може би, пошто вие да дојдете, значи 40 на минути, и така и очекувам, бидејќи обвивката која што практично била опожарена е полиуретан заштитен слој и има еден мал слој некоја пластична исто изолациона материја, така да се знае за полиуретанот. Тој негде за 120 минути развија нависока температура, но брзо согорева и негде за 10 на минути он исчезнува. Нема гориво понатака. Сега има и овие од горната пластика, така да сепак среќа е што пожарот изгледа дека не траел поише од 40 минути, тоа уште има доста тоа би можело криве. да има сосема други последици. Професоре, каде се разидовте со градоначалничката? Не сте во дослух, не сте во корелација, Не затоа сме се што разишли ништо. таа излезе со изјава дека козметичко рефреширање, дека експертизата ќе лесна стаса. санација е рефреширање. Така. Ајде јас да не го наречам козметично. Сакате да кажете дека изјавите се идентични? Па, изјавите се идентични, само што не се слагаме со отварањето на мостот. Тука бев јас дециден. Па дециден бев ја. Бидете уште еднаш дециден и да прецизираме кога граѓаните на Скопје може да се решат од сообраќајниот хаос и кога, вие во една ваша изјава, мислам дека тоа беше некаде првите денови после пожарот, имате изјавено дека мостот можеби ќе се пушти во јули месец за сообраќај и така натаму. Дали може да го очекуваме септември, дали ќе биде јули, што покажуваат вашите да ви кажам, анализи? значи, сепак изгледа дека таа изјава првична што сум ја дала, добро памтам, негде 15 јули, беше кажано врз основа на тоа дека многу брзо ке топлификација СМ, сега јас се префрлам од аспект на санирање, не аспект на дека брзо ке реагира. Во тој случај, навистина, можеби ке можеше, ако ги поместеа цевките? Ако ги поместеа цевките, можда и ке можеше негде, не до 15 јули, ама до 1 август, да биде тоа рефреширање на мостот завршено. Но, ја морам и друго да кажам. Во еден разговор, дали кажав на телевизија или можда во разговор со градоначалничката, јас реков следното, дека пешаците можат слободно да идат, велосипедистите можат исто слободно. И сега може да одат? Апсолутно, Добро. ја го мислам и го пренесов тоа го тврди Гаревски, добро? Да, ова што го кажа може да биде така, напишано. Така. И дури и овие моторчиња мали. Мислам дека дури дадов и некоја изјава дека две траки од левата и десната страна на мостот, но тогаш немав правичен увид под
оваа плоча која се наоѓа во средината на мостот, дека е отпадната скоро по 70% од низината должина на 3 сантима бетонот. Ја реков дека можеби ќе размислуваме за отварање на тие две од левата и десната страна, но сепак пошто еве колегите може да речат дека јас не сум сериозен, ако тоа го направив, ќе речеат како е можно овој професор, толку ли му е за знаењето, он пушта да се иде на мостот, а плочата е отпадната негде 3 до 4 сантиметра е отпаднат бетон. Токму поради тие работи, јас не сакав да го дозволам тоа и бев дециден. Ја не знам зашто градилничката така изјави, сварно ја бев, ја не сакам да се јавувам од кога беше експертизата, да кажеме, договорена за експертизата. Јас се видов со градилничката 2 пати, претежно разговаравме ние со од оделението за урбанизам, кај што ми излега овој пресвет побара да ми дадат она корпа, бидејќи да можам да направам мерења со склерометри и слично, така да имав добра асистенција од тој поглед, но повторно велам, главната пречка е што не може да се пристапи на централниот дел од Аспарот, има една клучна точка каде што ете малце е ова поголема манифестацијата, но велам од искуството, од пазите, слични се оштетувањата скоро по целата должина на мостот, така да она што се случило од кај што почнал пожарот, кај што се и најголемите оштетувања, тука има најголемо отпаѓање од долната плоча на бетонот, али тоа е поради испарување на водата која што постои, вака символично да кажам, во бетонот и доаѓа до притисок и отпаѓа бетонот, а поготово што таму и самата конструкција е повеќе притисната и доаѓа до поголем спалинг на бетонот. Инаку слични се карактеристиките на пожарењето. Насекаде, со исклучок велам на еден дел, каде што навистина таму повеќе на оној вториот дел према железничката станица, каде што, како што реков, се гледа одголена арматура на вертикално ребро, ама реков потенцирам на меката арматура. На основа на сето ова што го рековме сега, пак ќе речам, го избегнавме главниот одговор кога би можело да се очекува. Ќе ви го кажам. Тоа го очекуваат граѓаните, тоа е главниот момент. Па добро, сега, пазите, никој не е крив за тоа што се касни, ја реков, дури пак ме цитира, сепак. Иако рековте пред малку кога интерно зборувавме дека сте под притисок сето ова да биде забрзано. Јас едноставно не можам да го завршам извештајот, бидејќи читам, па овој кажал вака, па кажал така, па ајде да отворам повторно литература. Верујте ме дека можда 100 стати имам прочитано и отприлике се сведува на истото. Така да кога јас проценувам, значи има многу фактори. Дали ќе може одна да се избере фирма? Може би ќе треба мало проектче кое што не е практично проект за таа санација. Сепак мораме да бидеме професионални. Повторно велам. Значи не се чека само есама да ги тргне цевки. Мое оптимистичко размислување е негде само нека не го зема никој за збор, ја не сум толку не може да се биде зацртано со црвена линија што да кажеме помеѓу песимистичко и оптимистичко размислување негде 1 септември би можел мостот да се пушти во сообраќај, таман кога ќе се вратат граѓаните од одмор. Зашто тоа го кажувам? Зашто тоа го кажувам? Значи, сигурно ќе треба на топлификација намалку уште месец дена. Значи тие 40 дена што се зборуваат деновиве да се тргнат? Да ги трне цевките. Не е така едноставно, бидејќи тешко им е и они да пристапат кон централниот дел, бидејќи, како што реков, вагонетките не се движат. 40, значи треба 40 дена од денес како почна да ги монтираат.
ќе треба паралелно, бидејќи јасно, еве, ако во понеделник или еве среда, ако биде експертизата готова, ќе биде јасно кој тип на санација треба, што значи дека паралелно со симињање на цевките може да се бара изведувач за таа лесна санација, да се бара изведувач кој што ќе се припрема и практично дури паралелно кога ќе се трнат цевките од оној пристапен дел, а тоа топлификација може многу брзо да го направи, онаа фирма која што изведува ќе може да пристапи таму. И значи би рекол, ако е ова 40 на дена, ако фирмата паралелно почне со припрема на работите и со изведба на работите, уште 10 до 15 дена од тие 40 дена ќе треба да се заврши торкретирањето. И нека биде уште 10 дена, ајде за цврснување до некои пропишани барања бетонот кој што се торкретира. И на крај ќе дојде тоа пробното варање, значи колку 2-3 месеца повторно тука негде сега. Толку прецизни, 1 септември можело се да биде готово и да биде пуштен во сообраќај. Како тогаш ги коментирате оние изјави околу тоа дека ќе бидат потребни милионски суми за санација, за поправка на мостот, долготраен период? Што беше пресудно кај вас, професоре, да се нафатите на овој предизвик и наспроти пак ќе речам критиките од вашите колеги кои што како одвај да чекаат да се сопнете и да сгрешите? Видите, мене воопшто не ми е лесно. Одговорноста е огромна. Некој ќе рече не сум одговорен спрема граѓаните. Одговорноста е навистина огромна. И јас морам да ви кажам дека сум многу оптеретен, поготово што сите овие чекаат тебе, овој не знае, овој е несериозен, но јас не сакам никого навистина да критикувам. Има професори на градежниот факултет кои што исклучително ги ценам, но сакам да кажам дека лесно е, не можам едно да сватам. Велам, има 10 техники, се знаат институтите во светот. Методите си ги знаете од прилика, така. Некој од колегите никогаш не каже кои се тие универзитети или лаборатории што би ги контактирал и која е таа техника што би ја применил он за да ги испита силите во каблите. И второ, како ќе го избере, бидејќи таму има една дузина кабли кои што се напред, кои кабли ќе ги избере за да ги тестира, се знае дека практично тие кабли спрема сите други манифестации дека практично не се оштетени, дека не е дојдено до никакви релаксации посебни на каблите. Сакате да кажете лесно да се седи во сенка и да се коментира, меѓутоа тешко да се излезе на терен и да ја преземеш одговорност. Моја е најголема. Може да речат браво, а може да речат биди го овој незналица, може да го унесе целиот народ во катастрофа. Но сепак ние сме и сериозни и одговорни. Ја давам експертизата врз основа на стандардните експертизи што се направени во светот. Имам погледано на 10 до 15 стандардни експертизи, кои што отприлике се многу слични со нашите истражувања. Не видов у тие експертизи дека се направени некои посебни техники за одредување на затегнување на каблите, но да, има еден труд кој што највеќе го користам во моите извештаи, тоа мислам дека од Охајо, од универзитетот во Педу, има детални истражување на лице место од тешко оштетени мостови,
кои што самите греди ги имаат демонтирано, однесени во лабораторија, испитувани. Тоа е на некој начин како еден вид на водилка. Тие се калибратори, сега тие се само преднапрегнати гредести носачи, но има тамо и плочи кои што се каде што е генерирана температура од 1000 степени, тие хидрокарбонски пожари, така наречени, што се јавуваат, ставени се сензори во подолжината на дебелината на плочата и мерено е распространувањето на температура. Тие параметри ми се најбитни, јас во експертизата највеќе ги цитирам тие резултати. Дури они имаат направено тестирање на нови греди, преднапрегнати, и на истиот тип кој што ги опожариле. И имаат докажано дека влијањето на пожарот во каблите е многу мало, дури и за таков хидрокарбонски пожар. Иако, да потенцира, има и мостови што се паднати. Еве, последниот мост во Флорида пред 20 на дена се сруши. Тоа се преднапрегнати и префабрикувани профили, но тоа се мали распони, овде е интервенцијата сосема друга, другиот патен премин го рушат затоа што поедноставно им е да донесат нови префабрикувани преднапрегнати елементи од озгора да стават плоча, отколку да ги санираат. Во интерес на времето, да. Со нашите мостови, каква е ситуацијата, бидејќи тука беше, ми се чини дека и директорот на ЦУК, кој што предупреди дека многу мостови, не само во Скопје, туку и во државата, не се во така завидна ситуација, кој што, еве да речеме, мостот во Визбегово, ми се чини дека беше спомнат како еден од најкритичните. Имате ли вие, да речеме, како експерти, увид, сознанија, каква ни е состојбата во државата? Каде е најкритично? Па видите, инспекцијата на мостовите, како што рече колегата Горан, професор Марковски, е практично доделена на градежниот факултет и они имаат увид во состојбата на мостовите. Генерално, сигурно е, бидејќи нашите мостови се веќе некои стари, би рекол, може би колку би му дошло тоа, се 70 на години. Да, и сега гледаме со климатските промени, малку поплава, па видиме веднаш го на удар се столбовите и така. Сите овие мостови се релативно веќе стари, тие бараат поголемо мониторирање и такво мониторирање треба да се прави. Да не се случи она што се случи во, ми се чини, во Србија, кај реката Морава, кога се руши мостот пред да помине нашиот автобус. Добро, тоа е друг тип нарушење. Овој тип што го прашавте како ризик, и тамо без пожари има отпаѓање на заштитниот слој за арматурата, отпаѓање на бетон, како и при овој опожарениот. И дури ние не водиме многу сметка, има тоа такви... Тоа ми е муабето, дали тоа се следи, дали се ажурира на времено, да речеме? Мислам дека колегите реагираат од градежниот факултет за таквите, да кажеме, оштетувања, и сега тоа е сепак до овие, како да ги речам, фондот за патишта или кој се ги одржава. Не би рекол дека се повеќе запуштени како и во светот се прави еден вид инспекција, може би треба повише, поголема инспекција да се прави, но како што реков, силите проценката на силите во каблите не е само како резултат на пожар во светот, проблем е бидејќи релаксацијата на напрегнатите армирано-бетонски мостови во тек на 60-70 години доаѓа до попуштање на некој од силите во некои кабли и тоа се манифестира преку одредени пукнатини, така речени пукнатини кои што се нормално на должината на мостот, тоа се флексибилни или пукнатини и некои пукнатини кои што се видат при смакнување, и тие кажуваат дека силите во каблите се релаксирани. А во преднапрегнатите конструкции
така се проектираат да не смее да се дозволи пукнатини во бетонот, не од аспект дека мостот ќе се сруши, него од аспект да не дојде до корозија на главните кабли, тогаш ќе се сруши. Ако се дозволи главните кабли да кородираат, тогаш ризикот е голем као овој тип на преднапрегнати мостови, но за сече ние имаме не многу преднапрегнати мостови кои што се релативно ново изведени, при овој мост Беласица, кој што е 2005 пуштен во сообраќај, тој е само 20 години, релативно мостот е на средина од својот живот, да кажам. Може би еден од постарите преднапрегнати мостови е мостот Гоце Делчев, кој што имаше два пати, имаше детални истражувања и санација од страна на Фресине да му е зголеми на некој начин сигурноста. Има ли простор за страф по обилните дождови, по поплавите, иако вие имате еден конзистентен став во врска со земјотресите дека поплавите не влијат на земјотресите? Апсолутно не влијат, да. Останувате на тоа? Да, апсолутно. Мислам дека дури нема да има никоја инциденција да се случи некој земјотрес во наредните 2-3 месеца во регионов кој што би бил негде магнитуда над 4 нешто. Инаку пониска магнитуда се случува често, бидејќи тоа не се земјотреси. Кога ќе кажам ја дека нема да има земјотрес, никош не мислам на магнитуди до 3. Магнитуди до 3 може многу често да се случуваат и кога отворите сеизмолошка мапа на некој од овие познати портали, ќе видите дека оној регион Медитеранот кај што сме ние, значи прекриена со епицентри на случајни земјотреси, можда на стотици илјади за неколку години, кои што се сепак со многу мали магнитуди. Така, и се уште ли обстојуват и докаде она иницијатива за да се укинат до градбите, оние, да речеме, надградби, дивоградби на зградите, на стамбените објекти, или пак тоа му го пропуштивте на вашиот наследник во ИЗИС, оној кој што? Не, јас континуирано и тогаш и сега велам дека во законот за градба треба да се интервенира, но повеќе од можда 60% од зградите се надградени, така да кога ќе се интервенира веќе, тие сепак се контролираат. Меѓутоа, колку таквата состојба може да придонесе за несакани некакви појави, знаете кај нас, кога ќе се случи тогаш зошто некој го дозволил, а тогаш кога се зборува никој не ве сваќа здраво за готово. Ајде да кажам, пак може некој од колегите да рече погрешен термин избрал, тие се композитни конструкции, ама тие се композити од аспект што на зграда од тула надавате армирно-бетонска конструкција, така да не е композитна, него тоа е многу сложен систем кој што тешко се анализира. Сега, најчесто надградувањата се прават независно од самата таа лоша конструкција. Сите скоро објекти од пред земјотрес немаат столови, имаат масивни зидови по 25-38 сантима, и тие се сезмички непогодни. И да ставате над нив уште 1 до 2 спрата не чини, но велам, најчесто се иде да се надвишат тие, да се надјаваат на некој начин со јаки платна, иако е малце необично. Во светот тоа нигде не се прави. Не само што не е необично, туку колку е опасно, само тоа да го приложим. Многу е тешко да се правата на такви мешовити конструкции, да се правата анализа направи. Има и една друга фалинка, не е фалинка во законот, вели ако се надградува само ако се стави 10% товар на конструкција, не треба објектот да се докажува дали е сигурен или не, и тука најчесто се иде на таа, да кажам, аномалија во законот, и обично проектантите докажуваат дека не додаваат помалку од 10% додаваат на конструкцијата, но повторно велам, на сите објекти што се градени пред земјотрес треба да едноставно да има член, не се дозволува надградба на било кој објект кој што е граден пред земјотрес. Толку, ништо друго.
Многу прашања разјаснивме. Ако ништо друго, барем го доловивме од прилика датумот кога би можел да биде пуштен во сообраќај мостот Беласица, кој што е тесно грло за кој што направи едно тесно грло за Скопјани. На крај Скопјани. сакам да кажам, Так. мојата одговорност е најголема и мене не ми е лесно. Значи, не станува ова збор за пари на приватна институција, него станува збор за тоа што сметам дека може на некој начин и ние овдека да направиме таа експертиза спрема познатите стандарди, велам. Сигурно дека ако тераме наука, дека треба може да се направи многу повисока, повисока експертиза. И сакам да кажам повторно, лесно е да се каже силите во сајлите, кои сајли, кои кабли да се земат, не е така едноставно и како да ви кажам, ако сметате дека е некој човек здрав, а вие сега да пробате нешто да интервенирате за да го појачите, нема потреба. Лесно е да обвинувате, но тешко е да спроведете. Мене ми е најтешко, затоа што не дај Боже на вистина да грешам, што не верувам дека грешам, барем спрема тие индикатори што се главни, ја ќе ги имам најголемите последици, никој друг нема да ги има. Сосема јасно. Ви благодарам, професоре. Многу прашања останаа неодгатнати, меѓутоа се надевам на следно наше видување, на следен наш разговор, тогаш ќе појасниме голем дел од темите кои што не се начнати во ова наше интервју. Ви благодарам за одвоеното време. Вам, почитувани, ви благодарам за вашето внимание. Пријатно и секое добро.